кои се перспективите или кои се европерспективите на Македонија со оваа и ваква партија која ја предводи господинот Мицкоски. Без разлика на тоа што јас како член на ВМРО-ДПМН и ние сите во фракцијата, подржувачите на фракцијата, ја подржуваме партијата и ние мило како политичка партија што сме на власт, ние мора да бидеме честни и да кажеме дека перспективите за европски интеграции се никакви. Тие се застанати. И тоа можеме да го видиме на секој чекор. Мене посебно ме погодува како човек, ме иритира нефункционирањето на институциите на системот. Во донесувањето не само на партиските одлуки, во донесувањето на државните одлуки. Да. Ние немаме систем во кој се носат државни одлуки. Ние моментално, освен флоскули, ние сме за Европска унија, па потоа шизофреничните изјави, ние сме и за политиките на Трамп, па сме и договорени со Ердоган околу Газа и Израел. Тоа е таков галиматијас од изјави неконзистентни, така што тоа ќе наштети на државата пред се. Значи, партијата не е државата, партијата е збир на луѓе, политички истомисленици кои со политичка идеологија се борат за спроведување на својата политика. Но еве сега гледаме дека таа група луѓе која во ВМРО-ДПМН е предводена од Мицкоски е на власт, може да предизвика штета на државата. Ако вие предизвикате штета на државата, токму тука е контекстот кој го кажав, зошто тогаш како политичка партија функционирате, ако треба да и наштетите на државата, и затоа реков контекстот ВМРО да преживее. Ако вие нанесете штета на државата, прашање е како потоа ќе се вратите, ги гледаме ситуациите во СДС какви се, така? Дали може да врз основа на тоа што го зборувате вие можеби грешен? Можеме да кажеме дека всушност не е на власт ВМРО-ДПМН, туку е на власт Мицкоски и неговите лојалисти, кои како што рековте и вие, ја киднапираа партијата во корист на нивните Во потполност ќе се согласам со вас. Во потполност ќе се согласам со вас дека не е на власт ВМРО-ДПМН како целокупна структура, туку еден тесен круг на луѓе, можеби. Таа структура да не претерам 1000 луѓе можеби се во прашање кои одлучуваат за се, на територија на цела држава. Така. Значи, сметајќи по комитети општински, во собрание, во совети и така, и таа група на луѓе ги притиска останатите како да функционираат. И таа група на луѓе, предводена од господинот Мицкоски, всушност ги сопре евроинтеграцијските процеси. Да, тоа е крајниот заклучок. Буквално само не ни е соопштено. Мислам, нема храброст јавно да ни се соопшти. Јас да сум на место на Мицкоски би бил толку храбар да излезам и да кажам луѓе, ја не се согласувам со политиката на Европска унија како што тој ја дефинира уценувачка, ваква, таква, како сака нека ја каже, но отворено да ни каже, јас ги сопирам преговорите за Европска унија и нема што, бидејќи реално де факто се сопрени. Така. Иако де јуре вие зборувате за тоа дека ние нашата стратешка цел е Европска унија, де факто што правиме? Преговараме ли? Не. Се поместуваме ли во односите со Бугарија? Не. Прифаќаме ли бугари во устав? Не. Разговараме ли со Европа во новите геополитички односи? Не. Не нема никаде. Ние се повикуваме на тоа што се случува со Унгарија. Една земја членка на Европска унија која е доста далеку од реалните случувања во Европската унија. Вредности, да.